Нерегуларен откуп за класа подолу вршат делооткупни фирми. Други им го враќаат недосушениот тутун на тутунарите спротивно на законот и правилникот. Се пожали и денеска Сојузот на тутунски здруженија на Македонија, кој што ја иницираше средбата со ресорниот министер Михаил Цветков и директорот на инспекторатот Румен Стаменов. По правилникот и законот за тутун се точно и децидно прецизирано дека до 60% оштетен тутун четврта класа, а од теренот се случува нешто друго. Точно е дека и на 20-30% оштетеност му враќаат на производителите. Па затоа оваа средба сега, вчера ние како Сојуз се иницииравме заедно со 9 откупни компании, истото тоа ќе го расправаме и нормално и за вишокот на тутун. Ние обавезно и ќе посочиме и фирми. А и заедно со инспекторатот ќе на терен ќе излезиме кај истите фирми, каде што стварно се врши нерегуларна проценка и враќање на тутунот, значи буквално не се купува тутун во една фирма, не се купува тутун. Директорот на инспекторатот пак тврди дека според законот и правилникот, откупните фирми имаат право да го вратат тутунот на тутунарите за досушување и кога е со влажност до 20%. Законот е многу јасен. Законот вели од 16 до 20% влага има право компанијата да го прифати тој тутун доколку процени, но ги одбива процентот на влага и од една класа подолу. Или да го врати на тутунопроизводителот, да си создаде услови да го осуши тутунот, затоа што влагата исто така може да представува и проблем на откупните компании. Значи, законот е многу јасен. И тоа го знаат и Сојузот на тутунарите. Сојузот на тутунарите исто има представници на секој откупно место и затоа тие земат процент од тутунот. Значи, ако кажале дека има нерегуларен откуп како Сојуз на тутунари како здружение, нека дадат веднаш допис, нека го известат председателот на здружението. Мојот телефон го има и у секое време ми се јавува. Во тутунски комбинат се врши регуларен откуп овие 2 дена и според тутунарите. Но министерот Цветков за секој случај ги искара проценителите да го почитуваат законот. Тој вети сигурна исплата на реколтата и субвенциите, но не и сигурен откуп на вишокот од 5000 тони од годинешната реколта. Вие како тутунари кои што се бавите со тутун треба да садите тутун согласно законот што е. Вие барате сега државата да го откупи тутунот. Значи државата прво нема таква можност, нема такво предпријатие и нема што да му прави на тој тутун. Ајде прво да го откупиме овој тутун што е согласно договорот некаде околу него 25 милиони килограми. Значи и овој другиот тутун ќе да ги направиме напорите тоа се откупи. 6 компании според инспекторатот вчера откупиле околу 200.000 килограми тутун по просечна цена од 123 денари. Трите компании, пашовски дилер Далија Табак и Орбит, ќе бидат санкционирани, бидејќи не почнале навреме со откуп, а последиците од ова ги трпат тутунопроизводителите.